Почитувани гледачи, добар ден и добредовте во новото издание на емисијата Супер Звезда. Веднаш покрај мене се наоѓа еден опасен скопски фраер, господин Блаже Доклевски. Баже, добро ми дојде во Супер. Добро ме најдов. Господин Дарко, како сте вие, добри сте? Супер, Баже, дали си ми ти добар? Добро, од работа, маце. Така. Возиме по маце такси, тоа е тоа. Така, оваа емисија ќе ја посветиме токму на вас, таксистите, луѓето кои што се крвотокот на нашиот главен град, не само на главниот, него и сите градови низ Македонија. Многу пати луѓето знаат да кажат дека вие сте ушите и очите на еден град, точно ли? Па добро кажале луѓе, значи све што кажале тоа е ташно, и ушите и очите и све во овој град. Така, вела доколку не можеш нешто да најдеш, прашај некој таксист. Прашај некој таксиста и све ќе ти биде јасно. Вие сте тие луѓе кои што го знаете на овој град на прсти. Па да, може да се каже секој ќош, секој дел од градот го знаеме веќе. Со години ја работиме оваа работа и нема никаков проблем. Ви благодарам Баше што си дел од ова денешно дружење. Почитувани гледачи, ова е само кратка најава. Оваа емисија ќе ја посветиме на луѓето кои што се имаат внесено и со љубов си ја работат својата професија. Еден од нив е и мојот денешен гостин Баже, така да ви ветувам убава и интересна емисија. Останете со нас. Се враќаме во програма за неколку минути. Бидете тука. Почитувани гледачи, се враќаме во програма. Денеска му специјален и ексклузивен гостин е господинот Баже, кој што работи како таксист во една од најдобрите компании во Македонија. За која компанија станува збор? Да, работам во Пулстарс веќе 3 години. Од 2014 година. Инаку веќе сте таксиста по долго време назад. Колку време се бавите со оваа професија? Па многу маци, од 94 година се бавиме со оваа професија. 23 години, Баже. 23 години, ташно да. 23 години. Вие сте од вашата фамилија единствен таксист или некој друг откај вас возеше такси па вие го наследивте? Да, возеше татко ми мој, он е сега во пензија, моментално, негде од 73-4 година, меѓу тие првите таксисти што беа во Скопје, што се вика со прсти да ги изброиш. Потоа почна и брат ми да вози, помал од мене, 93-4 и он излезе и после 5-6 месеци ја почнав да возам после него. Така, ајде да дознаеме денеска во оваа емисија. Дечињата ги интересира сообраќај, ги интересираат возила, поготово момчињата уште од мали сакаат колички, многу ми насонуваат еден ден кога ќе пораснат да возат и да станат таксисти, некои сакаат да возат камион. Сум бил јас и еден од тие. Да кажеме, убава ли оваа професија? Па добро, сега за кој зависи како Дарко. Ја на пример да би се родил, па би возел такси. Така. Ја не би работел ништо друго во животов освен такси. Мене ми е такси убаво. Имаше едно време кога работев по 15 сата, сега работам по 8 сата едно работно време. Према години, знаеш како што доаѓаат. И тоа е тоа. Ајде да почнеме приказното тамо дека пред се оваа професија која што работите носи голема одговорност со себе, така? Апсолутно да. Оваа професија што работиме ние таксистиве во градот Скопје, па и општо секаде, можам да кажам и во светот, носи најголема професионална одговорност, затоа што се среќаваме со разни луѓе, со разни случаи. Тука сме цел ден во сообраќај. Така, дел сте од сообраќајот. Каков е сообраќајот во Скопје? Имаат ли луѓето сообраќајна култура? Е таа на завидно или не баш на некое високо ниво? Па можам да кажам дека во Скопје нема никаква сообраќајна ни општа култура, не само и од обичните шофери што возат, него и од таксистите. Значи ние правиме некои големи грешки, не можам да кажам не, морам да бидам само критичен. Меѓутоа таков е сообраќајот, што викаат скопска џунгла, скопски метеж, така да се снаоѓаме како знаеме и умееме. Дозволете да ве прашам, какви се патниците? Каков е вашиот впечаток за нив? Со какви се луѓе сте се сретнале до сега? Па Дарко, имало свашта за овие 22 години. Има разни луѓе. Некои се нервозни, некои се, како да кажам, смирени, некои се културни. Дали разноразни муабети во текот на возењето? Има повеќето од патниците што ги возиме се расположени така за муабети. Има некои што имаат проблеми, полни ќутат, па ја додека возам чекај викам ја ќе ќутам. Така маца да не биде, ајде сега овој што ми досаѓа вози таму мајстора и однесиме до целта. Да. Има разноразни, значи приказни возители и дечиња од едни до други дестинации, до некои училиште, курсеви за јазици и слично. Да, имаме и такви случаи, на пример дете да го однесеме до школа или до курс на странски јазици. Имаме пратки, на пример со храна, со пари ни даваат. Све е тоа професионално извршено до одредена адреса, одредени луѓе и нема никаков проблем. Значи, брзо, безбедно и сигурно. Тоа ли се правилата на вашата работа? Да, тоа се правилата, брзо, безбедно, професионално, увек да бидеш флексибилен со патниците, да бидеш културен, колата ти биде чиста,
да ги поседуваш сите особености како таксиста да бидеш професионалец. Така, значи не се станува таксиста едноставно, напротив треба да се исполнат значи некои услови, треба да се има дозвола, лиценци, за тоа ќе разговараме малку подоцна, важи? Поред, тука Така, сум. а сега предлагам да направиме една кратка пауза, почитувани гледачи, со мојот гостин се враќаме за неколку минути. Бидете тука. Почитувани гледачи, се враќаме со мојот расположен гостин, господинот Баже. Еве денеска имаме прекрасен муабет. Супер, Баже. Може ли да продолжиме сега понатаму? Да, како не? Јас имам подготвено уште некои прашања кои што ќе бидат од интерес за нашите дечиња, за младите гледачи да знаат еден ден кога ќе пораснат. Што се треба да направат за да станат таксист, освен тоа што треба нели да имаат возачка дозвола? Да, треба да имаат возачка дозвола пред све, да имаат кола, потоа вадат лиценца за такси, значи ја дава градот Скопје, имаат такво соодветно возило што ги исполнува условите. И Возилото треба да има ербези, клими и што све. Да, возилото треба да има аербези, клими, поголем гепак, не знам колку беше тој литарски сега, Така. знаат таму од градско собрание, Така. и почнуваш да возиш такси. И се станува таксиста. Потоа се здружувате кон некоја од компаниите, така на пример во вашата компанија колку членови има? Па да, јас сум во компанијата Pulstars, моментално. Нашата компанија има негде 85 возила. Да, обстојува веќе 20 години. И тоа е таа. На каков начин доаѓаат оние патниците до вас? Како ве наоѓаат? Па патниците, имаме и стални патници, значи што се возат со години со оваа компанија. Не бараат и по телефон, така доаѓаат и кај што стоиме на станици. Така, значи може на станица, може на телефон. Телефонски е сега кога ќе се јава телефонот, каде звони? Па телефонот звони, имаме диспетчерски центар, таму се јавуваат диспетчерки, така ги викаат. Згодните диспетчерки да ги... Годните диспетчерки да ги поздравиме. Да. Се јавуваат они, патникот бара такси возило, кажува адреса, дестинација и онда ние доаѓаме спремни, на готов и да ги обслужиме граѓаните. Токму вашата диспетчерка Габи сакам да ја поздравам во овој момент. Таа е виновна за оваа наша средба и за оваа емисија. Да ја заблагодариме бидејќи ми овозможи да дојдам еве токму до вас. Јас кога реков ми треба еден таксиста, рече ќе ти го дадам најдобриот, Бажа те препорача вас. Да, поздрав до Габи. Така да, поздрав и до сите колеги нормално кои што ни гледаат. Кажавме дека кај вас работите само одбрана екипа, така ли? Само одбрана екипа, даре, професионалци, како да кажам, одбрана екипа и фураме, што се вика, по цел ден. Си имате ли убав соживот со вашите колеги? Си помагате ли? Па да, како не, можам да кажам дека ние сме цел ден на улица, се знаеме, со години така, си ги вршиме професионално, работиме се, ако треба некој да му се помогне, ете, дефе колата или гума, нешто, му фали, тука сме. Сите сте тука, радиостаницата веднаш се притиска копчето, се бара и за колку минути доаѓа? Радиостаницата се притиска копчето и одма доаѓаме тука. За 2 минути се За колегите. 2 минути, да, тука сме. А освен што си помагате меѓу себе, помагате или на други луѓе, на пример, еве доколку мене не ми пали некој ден возилото, можам ли да повикам некој од кај вас? Апсолутно да, даре, хумани сме и за таа работа, значи без никаков проблем ќе доеме кај било кого да побара помош. Сакам да прашаме една интересна работа, на пример, се возат луѓе и патници во вашето возило и се случува ли некогаш да заборават нешто кај вас? Да, има разни предмети што се забораваат, почнувајќи од паричници, мобилни телефони, пари и разни други предмети. Тука нема потреба за никаква загриженост. Да, тука, значи, уредно се пријавува во диспетчерскиот центар, што си има заборавено, од која до која дестинација, пример, или ако се јави патникот во диспетчерскиот центар, кажува дека се возел и ќе се пријави, ќе си го земе, на пример, новчаник или пари или мобилен. Не е битно, мислам. Така. Безбедно исто како да е заборавено дома. Да, можам да кажам, да. Сакам да прашам на кој начин вие наплатувате, значи колку би чинела возњата. Тука е таксиметарот, така? Така, да, таксиметар. Како функционира таксиметарот, малку да го објасниме? Па таксиметарот функционира, значи кој се качи патникот, се уклучува копчето, стартот е 40 денара кај сите компании. Од 40 денара и почнаш да возиш километар 25 денара. Се качува патникот, ја кажува дестинацијата, го уклучуваш таксиметарот и си возиш. Кога ќе дојдеш до крајот на дестинацијата, кај што треба да го остиш патникот, стискаш пар на таксиметарот, искача лентата, му го подаш, фискалната му ја подаш, пријатно, и плаќај. Прекрасно, супер. Значи се е смислено, вашето возило, значи не е само превозно средство, туку и канцеларија во мало. Може да се каже да. Може да имате тука на едно место. Све си имаме тука на едно место, даре.
обезбедени сме со сите работи. Да. Колку што има можно да заклучам од овој разговор, вашата работа си ја работите исклучиво со љубов и максимално професионално. Многу ми е чест што имав можност да ве запознам и да се подружам вака денеска со вас и за крај имам уште едно специјално прашање: како е да се биде дел од тимот на Pulstars? Па како е да се биде дел од тимот на Pulstars, прекрасно чувство. Значи Pulstars е една стара компанија во Скопје, 20 години, сега пак ќе кажам, ќе правиме другата година. Чувството е прекрасно, работиме, значи, ептен тука у градов, се познаваме со луѓе, нашите муштери. Тоа би кажал, супер компанија, да, добра компанија. Ја пак ќе кажам, 3 години сум тука. Врвни професионалци, чисти возила, хумани према луѓе, патнициве. Можам да кажам све најдобро, добар диспетчерски центар. Можам да го поздравам и газдата на радиотакси Pulstars. Да, од оваа прилика го поздравам газдата на Pulstars, целиот диспетчерски центар и сите таксисти. Ви благодарам уште еднашка. Еве сега има можност на сите гледачи да ја видат приказната од другата страна. Многу лесно е ние да влеземе и да побараме да бидеме одведени негдека, но многу интересно е како вие гледате на сите тие работи и колку многу труд и љубов вложувате за сето ова да биде ставено максимално безбедно, максимално добро и максимално корисно во улога на патниците. Баш ти благодарам што беше дел од нашето денешно дружење. Фала ти многу. А ние, почитувани гледачи, продолжуваме понатаму. Ова не е крајот на нашата емисија. Имам уште еден гостин со кој што ќе се видиме за неколку минути. Правиме пауза. Почитувани гледачи, сега имам можност, еве во нашиот финишен дел од нашата емисија, да ви го представам и сопственикот и генералниот менаџер на компанијата Pulstars, тоа е Маријан Николовски, иначе повеќе познат како Кинес. Ти благодарам што си дел од ова наше денешно дружење. Добро, Недо. Маријан, како си? Добро, одлично. Еве, слушнавме многу убави зборови од вашиот колега за компанијата Pulstars. Сакам во името на нашите гледачи вака да прашам, тешко ли е да се раководи со една такси компанија? Видете, секоја работа си има своја тежина, така да претежно е дека треба да се прати со кого работиш. Имаме многу возачи што треба да бидат уредни пред се, со чисти возила, средени, тие да бидат лични, педантни, возат патници, секакви случаи, болни луѓе превезуваме, помагаме, лекови, значи сите треба да бидат пред се дискретни, околу работата нема што да шират, да кажуваат кој каде оди, шо оди, значи тоа е дискреција, секој си има свое право на движење, што не би требало нели секој да знае кој каде оди. Таа е нашата страна, таксистите претежно наши се малтене повеќе искусни, имаме и понови таксисти што се грижат постарите за нив, меѓутоа регулираме работата, ја тераме како што треба. Така, функционирате како здружение, колку возила имате, мери? Па некаде сме околу 80 на возила моментално. Бројката варира, излегуваат, влегуваат, коли за промена и ред други работи, така да секогаш варираме, меѓутоа тука не е некаде бројката околу 80 возила. Имате и професионален диспачерски центар кој ги прима повиците и тука работат луѓе, мора да работат во 3 смени, вие ги организирате утринска, пладневна, претпоставувам и вечерна, така. Колку луѓе се таму? Во диспачерскиот центар не работат 6 девојчиња, како да ги наречам. Девојки, пред се наши колешки. Згодни женски, јас ги поздравив преска, ги поздраваме ова прилика, така. Тие исто како и таксистите, мора секој ќоше да го знае. Нормално, исто, само тие што виртуелно треба да имаат представа пред нив. Мислам, не виртуелно, замислена треба да бидат, додека кај нас е виртуелно, гледаме каде одиме и што правиме. Нивната работа професионално залага познавање на градот, исто така колку и таксистите, малте не и повеќе. Работата не е многу захтевна, меѓутоа е малце деликатна работа, што не би можел секој да го работи. Тоа е комуникација, разговор, моментот со 80 возила, со неколку линии на телефон, патници со секакви проблеми, кој брза, кој нервозен, исто и нивната страна мора да биде пофлексибилна и нормална. Радиоврските се отворени или за комуникација меѓу диспечерскиот центар и таксистите? Има ли правила тука како треба да се разговара? Нормално си има правилник на работа, градот е поделен на реони, кај нас се работи реонско работење,
Секој реон, секоја поделба има станица на стоење, значи редоследот на работа е се бара прво возило што е на станица, доколку нема селва во реонот, слободно возило и така добива предност кој е најблиску или кој е без патник у моментот во реонот и така. Има ли незадоволни патници од време на време? Видете, како што има и луѓе, така нормално. Значи, ние со луѓе работиме, има патници такви, вакви, што не обкружуваат у секој невието, дали и во приватниот живот и службено. Меѓутоа не е лесно, нели, со луѓе кога се работи, секогаш има и добри страни, има и недобри страни, незахвалности и захвалности и ред други работи. Нашата компанија работи веќе 20 години, следната година ќе не биде 20 годишнина. Професионално работела сите овие години, што исто тоа е резултат долго траење на фирмата. Покрај многу крахови, нели, во државава се отвара и нови компании, вакви и такви, меѓутоа издржавме, обстојавме да изгураме напред, обновивме колку можеме возен парк, како што захтева градот Скопје да има возила што исполнуваат услови за такси дејност. Убава ли оваа работа која вие работите? Видете, работава мене ме исполнува пред се зашто сум човек што се дружам, комуникативен сум. Ме исполнува во секој случај. Ја претходно и возев такси и сега уште знам да излезам и како контрола и како било што да видам како се одвиваат работите во фирмата. Ме исполнува пред се. Пред да снимаме оваа емисија имавме еден краток разговор, ме воодушеви оној дел од кога ми кажавте кои се приоритетите за луѓето кои можат да станат дел од вашиот тим. И јас прашав, гледате на најдобро возило или нешто друго? Вие ми дадовте убав одговор, може ли тоа да го кажеме за нашите гледачи, значи што е приоритетно кога ги одбирате членовите на вашиот тим? Приоритетно е пред се да биде културен, фин, стрпелив, да не биде нервозен и избувлив, зашто се среќава со секакви патници, има патници што се, да не кажем, безобразни, има патници што гледат со презир према таксистите, као ние сме нешто пониска класа од остатокот, меѓутоа тоа е нашиот менталитет и секој така гледа. Кај нас изгледа луѓето според чинот се одликуваат, така да можам да кажам, во секој случај добро прифатени сме. Прво се бара да е воспитан и културен, односно човекот да е човек со големо и широко срце, а потоа е возилото. Најбитно, возилото, како и секое друго возило, може да биде и најдобро, може и најлошо да биде. Ако е човекот добар, можеме да се избориме и ќе земеме и друго возило и поново и се. Во секој случај битни се луѓето, зашто возиме и дечиња, возиме болни луѓе. Нашава фирма, како што кажав пред малце 20 години, сме возеле дечиња од градинка, па сме ги носеле после и доматично, веќе се женат и, значи, долгогодишно искуство и ме радува тоа што имаме лојални патници, што не вртат други компании. Тие си знаат која е причината, најверојатно е нашиот квалитет на работа. Има и нови патници, претежно се грижиме по студентиве што доаѓаат во Скопје. Делевме некои ваучери во вредност од 10 денари по факултетиве. Јас ви благодарам што бевте дел од ова денешно дружење. Има ли некоја порека за крај која што вие сакале вака да им ја кажете на сите оние дечиња кои сонуваат еден ден да станат дел од ова работење, да возат како таксисти? Има ли нешто што ви можеле нив да им го препорачате? Порака до сите деца да бидат предпазливи пред се на улица во сообраќајот е многу страшно во нашиот град. Да си ги сакаат родителите, да си го сакаат школото, да се завршат, да си бидат своји луѓе, а остатокот професиите во животот се менува. И јас како дете сакав да летам со авион, па после излезе друга работа, па денеска сум на професија што никогаш не ни помисли во животот. Така, да сте ми жив, здрав и благодарам уште за нашето гостување и се надевам дека и понатаму ќе се гледаме во крвотокот на градот Скопје. Ви посакувам се најубаво, не вам и на вашите колеги, туку и на сите таксисти во градот Скопје. Ви благодарам што бевте дел од ова наше денешно дружење. А почитувани гледачи, тука е моментот да ја одјавиме нашата денешна емисија. Се гледаме во новото издание за Супер звезда за 7 дена од сега, а до тогаш бидете весели, среќни и слушате ги мама и тато. Чао, пријатно и до гледање. Чао.